Почитувани, добро дојавте во уште едно издание на емисијата Пресврт. Емисија која што низ аналитички разговори овдека во студиото се бави со теми, разработка на теми, оние најзначајни кои што се однесуваат на одбраната, на безбедноста, геополитиката, но и политиката во земјава. Во новото издание на Пресврт ќе зборуваме за еден од најголемите и најзначајните војни вежби кои што во моментов се одвиваат на војниот полигон Криволак. Станува збор за вежбата Брз одговор 2025, која пак е дел од големата мултинационална операција на НАТО Defender 2025. Имено над 2000 војници од повеќе земји, членки на НАТО алијансата, меѓу кои Македонија и земји партнери на НАТО, увежбуваат војни активности за евентуално одвраќање на било каква агресија кога станува збор одбраната на алијансата. Но дали ваквите вежби се само војна подготовка или пак порака до потенцијалните закани во нестабилниот регион? Дали полигонот Криволак може би да се претвори во економски ресурс за државата, особено со тоа и армијата? Кои се евентуалните безбедносни ризици за Балканот, земјава, но и многу пошироко? Во новото издание на емисијата Пресврт говориме со мојот гостин, човек со огромно искуство, но во пензија, Тони Јаневски, полковник во пензија, поранешен потпарол на генералштабот на Арама. Велам, добар ден и добро дојдовте во Слободен печат првенствено и во емисијата Пресврт. Добар ден, благодарам на поканата. Најпрво да ги поздравам гледачите на Пресврт и воедно на сите што го следат Слободен печат. И за мене е чест да бидам гостин кај вас, особено за некој што ги познава сите овие тематики кои се поврзани со мојата претходна долгогодишна служба во армијата и чест ми е да можам било какво афирмативно пак да допринесам со било што за армијата. Задоволството е обострано. Уште еднаш честитки за вашиот долгогодишен и долгогодишно работно искуство во армијата и уживање во пензионерските денови, ако може така на почетокот на разговорот. Господин Јаневски, сега, откако ја соблековте униформата и официјално, доаѓате во цивилна облека, ако можеме така народски да се изјасниме, меѓутоа се уште ве држи некако ентузијазмот оној војнички, па би сакале еве на оние прашања кои што ги слушнавте, претпоставам во мојата најава, да одговориме малку сега од поинаков агол. Па еве на самиот почеток би сакал да се задржиме за оно што можеби е најактуелно и во моментов се одвива во земјава и е поврзано со армијата, а станува збор за, како што напоменав, војната вежба Брз одговор 2025. Може ли малку предпоставувам, низ сите овие години како портпарол на генералштабот и сте учествували активно во подготвување на претходните војни вежби, но што ова годинишната војна вежба се разликува од минатогодишните? Кои се вашите согледувања? Најпрво едно кратко пластично објаснување за гледачите дека immediate response, односно Брз одговор 25-та, веќе не е нешто ново кое се случува на територијата и на Република Македонија, меѓутоа и во Европа, бидејќи таа се одвива секоја година. Тоа е склоп дел од вежбата Defender Europe, односно вие го веќе напомнавте тоа, дека е уште поголема и во себе ги содржи овие три вежби, значи Swift Response, Immediate Response и Cyber Guardian, каде што секоја година на еден друг редослед се одвиваат на тлото на Европа, пред се на тлото на државите земји членки на НАТО и допринесуваат под водство се на командата на силите на Соединетите американски држави за Европа и допринесуваат да го прикажат пред се единството, кохезијата, меѓутоа и интероперабилноста на земјите учесници, кои се голем број, веќе и сами кажавте бројката само за immediate response. Во моментот додека сега зборуваме, значи таа веќе трае како еден дел и на нашиот армиски полигон Криволак, меѓутоа претходно до пред некој ден и уште би може да кажеме дека трае, значи она првата вежба Swift Response која се одвива во Балтичките земји и понатаму после завршеток на оваа вежба ќе има уште една последователна
Cyber Guardian, каде што тие се поврзани, ги покриваат разните области, но во суштина рекофона. Значи, да се прикаже интероперабилноста, единството, дека сите држави можат да ги следат истите процедури на различни нивоа во различни временски услови и теренски. Споменав, ќе имаме оваа година неколку изменет состав околу вооружувањето кој што може да го видат и со кој што ќе увежбуваат македонските војници, кој што се наброи околу 900 од нашата армија. Ќе присуствува неколку тенка од типот Леопард од грчката армија, ќе имаме неколку хеликоптери Апачи, на Вермонт единицата од САД, но пошто се разликува главната носечка тема на овогодишната вежба? Некако акцентот се става на увежбување против атомска борба или напади. Зошто е тоа така? Има ли некаква поврзаност со случувањата во Украина? Така, веќе одлично ги следите, значи целата глобална, не само оној дел кој се одвива кај нас, бидејќи пред се овој дел што се одвива на армискиот полигон Крилак, Immediate Response се одвиваат во однос на вежби кои се вообичаени и претходно, односно на воздух и почва, меѓутоа нападно, одбранбени и други процедури, но како што кажавте, баш во останатите земји, каде што е нели уште 7 други земји, каде што се одвива Immediate Response, имаме буквално тежиштето е ставено на нуклеарно-хемиско-биолошката одбрана и тоа е исто така во Бугарија. Значи таму ќе има и формирано штаб, еден поголем штаб, каде ќе биде координиран со Чешката република, каде што исто така друг штаб има, и исто така дел од тие вежби ќе се изведуваат и во Грција. Тука е очигледно дека имаме една, баш со тоа ставање на акцент на нуклеарно-хемиско-биолошката одбрана, се потенцира и повеќе се става во улога она формираната токму и таа група, тактичка група за нуклеарно-хемиско-биолошка одбрана под раководство на НАТО, беше формирана во март или април, ако не се лажам, 22-ра, значи веднаш по самото агресија на Украина. Што значи консеквентно на тоа, доаѓаме до заклучок, мислам, тоа не е тајна, тоа си е во општите документи си, дека една од иницијативите за формирање на таква поголема група е и тоа, бидејќи гледаме што се случува сега на војштата во Украина и можеби во претходниот период било запоставено, не на толкова обем, можеби не било вкалкулирано во на повисоко стратегиско ниво, помеѓу земјите членки, било поединечно, нели, на тактичко ниво, ете така оперативно, и целта е една на овогодишната Immediate Response да се видат поврзаноста, да се види како тоа функционира на поширок јавност. Дали тоа дел од оние доктрини на НАТО и на западните сојузници за менување на воинствената доктрина, имајќи во предвид дека во Украина актуелни се овие далеку прецизни ракети, наводувани ракети, понатаму нападите, војната агресија со дронови, гледаме војна на дронови и тестирањето на можеби на новото оружје и од запад, меѓутоа од исток. Дали со вакви вежби прашањето ми е се пробува да се смени она веќе застарена доктрина на војување која што беше можеби ударна со тенкови, со авиација и со ние оружја кои што ги знаеме од минатото, од 90-тите години? Секако мислам и ние како дел од НАТО и како дел од таа стратегија која постојано е во евалуација, на оценувачка позиција на она претходно направено, меѓутоа и постојано има и унапредување на нејна суштина, така да сето ова е дел од тоа. Ако кој добро ги следи, мислим и докога ги следи сите овие темите, кои се јавно образлагаат на пред се на војниот комитет на НАТО, кој што јас например повеќе ги имам следено во досегашниот период, меѓутоа тоа е телото што предрага сето на политичкиот дел каде што се прифаќа, ќе се види дека она еден сегмент постојано надградување на претходните стратегии и доктрини се случува токму сега во моментот. Мислам дека ова веќе е на толку видливо ниво изразено во кој правец ќе се одвива и непријателската стратегија. Затоа што можеби малку беше изненадување до пред 2 години, но сега е дефинитивно факт
кои не само другите, и ние го прифаќаме. Значи, се тоа мора да се вгради во нашите стратегии, односно во концептот не само на одбрана, меѓутоа и на набавките што ги правиме согласно долгорочниот план за одбрана и модернизација на армијата. Да, и модернизација на армијата. Овдека ми се наметно и моето следно прашање, станува збор за околу оваа модернизација која што е започната. Македонската армија цени високо котира во кругот на НАТО како мала армија која што е подготвена и спремна за брза реакција, меѓутоа и добар партнер во алијансата, но сите знаеме дека процесот на модернизација е започнат, го изфрламе она советско оружје, а во периодот што следи треба да набавиме нешто. Набавивме, треба да набавиме уште оклопни транспортери, тука се и хеликоптерите, меѓутоа тој процес каска некако, има некаков застој. Како ја оценувате вие процесот на модернизација сега од другата страна како цивил, некако лице кое што до вчера беше во Генералштаб и може би бил и директно вклучен во преговорите за осовременувањето на армијата? Да, од другата страна, меѓутоа сепак ја се осеќам, се уште се чувствувам како дел од армијата и дел од одбраната, затоа што сепак и ние во резервниот состав веќе да речем дека можеме да допринесеме за полно работи. Но како и да е, јас најпрви би почнал на последното застој. Не би рекол дека е застој, се добива таков печаток, да. Бидејќи знам, сум присуствувал ги знам сите одговори кои се поставувани од твоите колеги во однос на досегашните набави. Ги следам буквално, ги следев до претходно баш од внатре, сега и од надвор, и тоа се достапни документи за сите. Така? Ги има на веб страната на Министерството. Значи има точно се знае колку пари во буџетот согласно долгорочниот план за развој на одбранбените способности. Еве сега последниот до 2032 дека некаде околу 930 милиони на евра се предвидени. Тоа може би пак да дојде во наредниот период до некое поинакво евалуирање, односно кој ќе се оцени дали има потреба или нема да се надгради. Но перцепцијата, се извинам што ќе ве прегнам на Јаневски, на граѓаните, оние кои што можеби не ја следат армијата толку доволно блиску, требаше до нова година да пристигнат дел од ешалонот на страјкерите, меѓутоа и претходно беше одложена за крајот на половина на минатата година, па се одоговлечи негде за новата година, еве сега сме некаде на половина од 2025 и се уште каска во таа насока, зошто овие договори со нашите стратешки партнери не се испочитуваат, односно не навремено не се донесат во земјава. Значи, она што го имам погледано во овие, пардон, сите договори, односно имаме ние тука стручни лица, кои сите овие набавки ги прават од потребата, почнувајќи, па до најмали детали одат и ги договарат со пред себе сите се набувуваат најголемиот дел од Соединените американски држави, значи имаме тука ние пуштаме една листа на намери, односно се што треба да го има, да го содржи тој пакет. Тие го одобруваат преку нивното биро под Министерството за одбрана, кое е за соработка со земјите членки. Така да, јас секогаш, додека бев на позицијата, малку бев, секогаш Советот давно настапува во однос на повисоките структури, особено она кога се излегува и кога се кажува јавно пред јавноста, да не се држиме стрикно до одредени термини, јануари таа година, март таа година, затоа што уште на почетокот кога се почна, да, тоа е првично сознание, меѓутоа никаде во договорот не е наведено, например, дека точно тогаш и тогаш, затоа што има многу други услови кои влијат на самото тоа. Значи, самиот производител, ако има веќе други приоритети, нормално спрема неговата земја или како и да е. Случувањата, предпоставам, во Украина, набавката на застојот пак не е тук. Јас малку така грубо звучи и самиот збор, но сите оние што требаше да се добијат во таа количина пред се GLTV-та, значи се тука. Еве и страјкерите би требало, јас што реков, не би оперирал со точни датуми, точни месеци, иако се уште тоа го прават званичните лица во Министерството. Затоа што меѓутоа македонското небо е некако обезглавено. За сега во функција
освен полициските хеликоптери, мислам делува и овие 2 ремонтирани Ми-8 армиски хеликоптери, а во меѓувреме ние чекаме да пристигнат неколку хеликоптери од различни произведувачи од Европа. Нели е пребрзо политичкиот естаблишмент во земја, нели пребрзо донесе одлука за давање на било какви хеликоптери ова советско оружје што го имавме и да се доведе негде или да се загрози војната борбеност, односно подготвеност на македонската армија? Има ли таков? Напротив, јас сега би рекол како активно сме вклучени во системот на одбрана на нашето небо, односно во воздушното патролирање, кој официјално нели беше пред 2-3 години. Го означивме, значи ние сега имаме најбезбедно небо од било кога претходно, пред да бидеме земја членка на НАТО. Значи тоа ќе го ставиме настрана. Доколку мислите во однос на оперирање на нашите хеликоптери, армиските хеликоптери кои повеќе од овој период се вклучува во гасење пожари, во цивилна воена соработка, односно така, пред се во таа што секој е дел од нашата мисија. Сега треба да молиме за земји наши партнери или пријатели за да ни напомогнат. Вака која имаме. Мислам и со капацитетите сега што располагаме, тоа се докажа и предходните години дека ние можеме да излеземе во пресед. А во однос на она дали е дадено или не е дадено, тоа е дел на една длабока анализа. Значи не еднаш, неколку пати и повеќе пати, значи на различни нивоа, стручни лица во армијата ги согледаа сите аспекти, потребноста, непотребноста, повеќе трошци него ли ова или пак што ќе постигнеме со тоа доколку дадеме. Значи нашиот имидж е тука битен и затоа сме една меѓу првите земји донатори на војна опрема. На војна опрема, да. Накратко речено, процесот на модернизација според вас сега како пензиониран полковник, како тече, како е оценувате? Мислам дека е во нормална процедура и дека да, она што би требало малку да не се оди толку стриктно на оние термините. Затоа што знаеме и сами, нели, при самото соопштување дека веќе набавиме од тип Леонардо хеликоптери, веднаш се кажува првата половина на 2026. Да бидеме искрени, може во меѓувреме да имат, еве како тоа е на пример кажано, да има некои други влијанија кои може да влијат на самиот договор или пак еве самата промена на власт. Може би да види, чека да видиме да го до крај искристализираме, па понатаму да одиме со истото и договор. Така да јас мислам во глобала како е предвидено, значи ако ги погледате документите за развој на одбрбените способности, таму убаво е напишано дека да, во тој период некој на рамката е поголема, не се точно пишува. Значи во 10 годишниот период ние ќе имаме сите тие средства што се предвидени, и бораните, и веќе системите за против воздушна одбрана од мистралите. Значи буквално се што е предвидено и за што има обезбедено паѓа. Овде би сакал Јаневски да се надополнам, е поврзано со она модернизација, се однесува на армискиот полигон Криволак, кој што деново е во центарот на вниманието на јавноста. Ме интересира тука Криволак релативно добро котира како воен полигон и во регионот, меѓутоа и пошироко во Европа. Низ години назад имаше некаква негова модернизација, на оние пристапни патишта, дури мислам дека е оспособен и аеродромот за слетување на товарните авиони. Па овде се наметнува прашањето Криволак како може како држава да го искористиме како економски потенцијал. Постои ли стратегија и план за армискиот полигон Криволак да се користи како економски ресурс, односно ние просто кажано да го изнамуваме за други армии за да вежбат тука? Можеме ли со ова некако да се пофалиме? Па вака, пред се да кажам дека армискиот полигон Криволак пред се од нашите сојузници и стратешки партнери Соединетите американски држави, значи највисоки личности кои доаѓале тука го оцениле како еден скапоцен камен, што за нас малку е малку чудно, ќе речат, ова е баш на терен каде што ајде да не речем полупустински тип. Но они го видоа потенцијалот во однос на тоа дека може да се изведуваат операции од најразличен тип. Затоа имавме и Swift Response пред 3 години кога имавме 700 падобрански скока. Се видите дека тоа може да се употреби. А пачите веќе неколку години ги употребуваме и претходно имаше сертифицирање за токму за таа намена дали може или не. ГМБХ, односно атомско-биолошката хемиска одбрана, ако рачунам, ние имаме вежбалишта таму каде што ги исполнуваат сите тие услови. Така да тоа е еден огромен потенцијал, се сложувам. И дали недоставува
политички притисок, еве сега имаме и официјално Радмила Шекеринска е заменик секретарка на Алијансата на главниот секретар, дали можеме ние и политички недостатоци ли еве просто прашање политички консензус, некако да го издигнеме на повисоко ниво и да пробаме да имаме некаков економски бенефит од криволак. Што недостасува? Мислам дека се прават, се уште пак се надградуваат, односно бидејќи ние имаме секој вид на елаборати за криволак, вклучително и за еколошка, нели, елементот од екологијата да биде запазен. Сето тоа се вградува и мислам дека за сега добро да работите. Без оглед на тоа не можеме ние толку нагло да ги придвижиме работите пред се да имаме некој голем економски бенефит, затоа што ние се уште работиме на него. Сами рековте. Значи, во изминатите години веќе покрај пристапните патишта и внатре патиштата 70 и нешто километри се направени. Со помош на, и пак да напоменам дека со инженерските единици на Соединетите американски држави и нашите инженерски единици, значи без никаков денар. Тоа се влогови што се сами од армијата и што ќе се исплаќаат понатаму. Значи направени се магацински простори, направени се полетно-слетна патика за дронови, направени се сместувачки капацитети, полека одиме на тоа. Така да со тек на времето маркетинг, политички маркетинг можеби. Да, можеби маркетинг. Меѓутоа не политички. Ја мислам дека имаме апсолутно согласност од било кој да е во Република Македонија на владење. Но сепак пред се досега ние и криволак и се уште ми се чини дека ќе биде уште некој период дека го рачунаме како инвестиција која ќе биде исплатлива бидејќи пред се добиваме доверба кај сојузниците и бидејќи нивниот интерес од година во година се повише расте. Ние ова го направивме веќе. Ова само овие вежби каде ајде да се вратиме наназад, например пред 2019-та. Додуше не бевме и членови на НАТО, меѓутоа пак имавме договори со полноземји членки каде што изведувавме вежби, но токави обими и не сме на картата на баш на тие полигони каде што се исплатили. Сега да кажам, мислам, можеби не за вас е познато, но за гледачите и читателите дека во Министерството има правилник за утврдување на цени и услуги, кој ги дава капацитетите на Министерство за одбрана, вклучително и АП Криволак. Тука само да кажам, например, дека пред се тоа значи во меѓусебни договори. Значи, ако имаме ние интерес, а нормално сега нашиот стратешки партнер ни помага во правење на тие капацитети и сега да му наплаќаме, малку звучи грубо. Има компензација, но самото тоа тој не промовира на уште повисоко ниво. Но еве да ги кажам чисто како и тоа е јавно достапен документ каде што на пример еве за сместување на еден монтажен контейнер има различни цени тука, дали е во пепелишто на издвоени од надворот АП Криволак, што повише се користи вака за обука и не на теренски активности, значи 230 денари од човек, доека е 400 денари во кампот Стрела. Така, за стрелиштата, на еден ден, например, 300.000 денари е за странски армии. Буквално е предвидено за странски армии. За вежбалишта ги имаме многу. Значи, имаме за Тенковско вежбалиште, имаме АБХ, веќе предходно кажав. Тука е вклучено и стрелишта, вежбалишта, исхрана, перењалишта, користење магацински простор. Значи, сето тоа е вклучено во овој правилник. Значи, недостасува маркетинг, условно речено. Ние имавме, да бидам искрен, например, еве, Swift Response, што ја спомнав со 700 подобрански скокови, значи имавме исплаќање на одреден надомест, кој пред се однесуваше за направена штета, бидејќи тоа на не целата активност беше во армијскиот полигон, имаше мал дел и надвор. И еколошките такси. И нормално тоа се вклучуваат договори со приватни лица, односно со претпријатија, каде што се даде соодветен надомест кој тие го бара, односно кој беше некој пазарен еквивалент. Така да имаме ние тука, да, но тоа може да се издигне уште на повисоко ниво и оној момент е битен кога ќе се види дека да, ние веќе го имаме и поддршката дека можеме да одиме на повисоко ниво да наплаќаме секоја од овие. Убаво е да се слушне кога станува збор вложувањата во одбраната, мирот и стабилноста нема цена, колку и да е скапо во овој момент да се купи еден куршум, а камоли да се сочува мирот во една земја или во заедница.
Овде ми се наговестува во интерес на времето, би сакал повеќе теми да начнеме и да бидеме по кратки со одговорите во однос на вложувањата за престојниот самит на НАТО, кој што треба да се одлежи следен месец на 24 и 25 јуни во Хаг во Холандија. Трамп, нашиот сојузник, на стратешки партнер САД, меѓутоа и дел од европските партнери наши земји членки бараат вложување во одбраната со вртоглави цени и со некакви најави за 5% трошење за одбрана. Како Македонија може да ги достигне овие или приближно да го зголеми вложувањето во одбранбените структури? Вака сега од оваа страна, нели, да не испадам дека сум аналитичар, меѓутоа добар следач на состојбите и буквално ги следам сите активности, се уште тоа е, мислам дека ќе остане до и понатаму. Како би оделе работите кај нас? Сега, малку ќе бидам тука, ајде, да не речам критичен, меѓутоа знам дека ќе мора да се прифати што и останатите држави, веќе мислам дека се има договорено, мислам дека е пуштено од страна на генералниот секретар до сите држави едно писмо каде што треба да се изјаснат дали прифаќаат 3% за почеток, 3,5%, па 1,5% понатаму ќе биде за одреден сегмент. Но гледајќи ги наназад, ние дури 2024 успеавме да направиме 2%. Да. Меѓутоа, ако го следиме и повнимателно, тука имаме секогаш пред крајот на годината и некој ребаланс, што, да речеме, ние сме една година само со исполнување на тој услов. Така беше и предвидено, мислам, да не сме ништо понастрана од тоа. Го знаеме трудот кој е на државата и јас би бил среќен како припадник на и поранешен на одбраната тоа да се направи. Но мислам дека државата дека нема да има можност да го направи, не само нашата. Гледаме Италија е на суперсила, например, пак таа уште 2% нема стигнато. Освен Полска, другите земји. Меѓутоа, Јаневски одеме прашањето, ако се земе во предвид дека веќе сме во фаза на набавување, односно платени се страйкерите, хеликоптери, македонската армија за сега нема потреба од авиони, јуришни или ловци. Дали може евентуално изградбата на коридорот 8 да влезе во тоа вложување во одбраната? Дали може преку тоа и такви некои инфраструктурни захвати од наша страна кои што ќе бидат и благодат и за граѓаните и за економијата да стигнеме некакви приближни 4-3%, независно? Апсолутно. Тоа е, мислам, баш она што е предвидено во тоа писмо дека 1,5% треба да биде тој што ќе биде поврзан со инфраструктурни проекти и апсолутно јас би бил среќен кога се зависи од одлуките, нели, кои се донесат многу поголемо ниво каде што ние би можеле да влијаеме и како држава и јас би бил среќен кога би било и во тие 3% да влезе, тогаш мислам дека имам на добар пат сме. Но сепак тенденцијата е пред се од најсилната НАТО земја членка и председател Трампа. Тенденцијата е неминовно да мора да се направи толку затоа што еве сега и сите земји во Европа видува дека мора да се потпрати на своји капацитети, но затоа треба многу време. Сите ги испушти оние капацитетите, воените капацитети на кои еве Полска паметно работи и си го подобрува и својот БДП. Значи, он покрај тоа што 4,7% веќе одвојува за одбраната, користејќи ги своите капацитети, веќе наоѓа некој. Кратко едно прашање и се надевам и краток одговор. Во кој сегменти на одбраната и безбедноста сметате дека е најнеопходно да се инвестира брзорочно? Јас би рекол, без оглед што многу добро е направено и доста е направено во човечкиот потенцијал, сепак во стручност. Иако ние имаме несомнено стручни на сите нивоа, но сепак природниот одлив и кај војската и кај све треба се повеќе да му се обрне внимание, значи да се вложува во тоа, но и во условите за живот и работа. Значи сето она што е поврзано со човечкиот менеджмент. Затоа што тоа е тој што на крајот ќе ги извлече сите потребни и ќе ги возите кој како и досега. Ние знаеме и со еве уште користиме хермелини, сепак да направиме одлична вежба. Така. Сите да имаме. Во интерес на времето имаме многу теми, се надевам дека и следен пат ќе ни бидете гостини, би сакал тогаш да продискутираме за домашната наменска војна индустрија. Меѓутоа еве едно кратко прашање бидејќи времето не гаси во однос на она што се случува во Европа. Претпоставам ги следите сите дипломатски напори на САД, Вашингтон, Украина и европските сојузници кога станува збор војната во Украина. Може ли Елена
кратка анализа или коментар ваш во однос на што на теренот воинствено се случува, меѓутоа и колку каска дипломатијата. Дали ќе имаме ова лето мир и запирање на крвопроливањето во Украина? Вака, значи пак ќе го избегнам овој збор анализа, меѓутоа како добар следач, бидејќи буквално ги следам и од двете страни. Ги следам и сите оние, да речем, дезинформации, меѓутоа сепак ако ги немаш двете страни, значи и руските медиуми ги следам и оно официјално што се објавува од западните медиуми, меѓутоа и оно што може да се провлече онака како некој сегмент дека би можело на него да се обрне внимание понатаму. Во однос на состојбата на теренот, тоа мислам дека е добро позната и помалку или повеќе се објавува секој ден, но да бидеме воедно сигурни дека ова, барем мене, тоа е лично моje мислење, ми изгледа како баш буквално купување време од страна на Путин. Затоа што многу добро му дадат работите и покрај тоа што, например, може би се минимизира и се кажува 1,5 километар дневно се настапува. Да, но тоа е многу. Ако видиме дека едно време ние одлично ги кажувавме дека настапувањата од страна на украинците кога успеа по некаде 500-600 метар од ден, затоа што тоа е терен добро утврден, добро фортифициран. Сега доаѓа на оној терен каде што веќе не е во доволна мера фортифициран за одбрана и не е уреден и може би многу побрзо да биде настапувањето од тие 1,5 километар, што добро го знаат овие од другата страна, русите, и мислам дека сето ова е сега купување на некое време, во исто време работејќи како сакаме да направиме мир, и мислам дека во таа насока ќе се движи и очекуваат дека тоа веќе беше назначено од страна на претседателот Трамп, дека ќе дигне раце од сето тоа, тука ќе биде нивната улога каде што ќе остварат сите нивни замисли. Што тоа ќе значи? Дали тоа ќе значи можеби испраќање НАТО трупи на границата или во Украина, според вас? Не верувам, според мене никогаш не би се случило тоа. Може би на некој начин ако се договорат и двете страни, затоа што тоа е еден огромен ризик кој до сега се избегнуваше паметно од сите земји членки на НАТО. Сега би било лошо и да му се отстапи до толкова мера како што наводите дека сакаме буфер зона, односно зена. Тампон зона. Тоа мислам дека го сватив, барем ја како го кажа, дека они сакаат уште некаде 500 километри покрај границите на Украина, како би можеле да спречат, например, еден Таурус да направи штета на било каде на територија. Дали тоа според вас значи дека и оваа година, можеби и ова лето нема да дојдеме до да се надеваме на паметни дипломатски и засилени притисоци од страна на председна САД, но како што одат работите, ми се чини дека сепак ќе се остави некој да биде најголема жртва. Јаневски, ви благодарам што бевте гостин во емисијата Пресврт и во Слободен печат. Се надевам дека за други теми во некоја друга прилика повторно ќе ни гостувате овдека во студиото. Благодарам уште еднаш на поканата и навистина ми е чест да бидам на било кој начин да допринесам баре за некои веќе гледачите и кај пошироката публика да некои појасни работи да бидат во однос. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тоа беше полковникот во пензија, господин Тони Јаневски, поранешен портпарол на генералштабот на Македонската армија, со кого продискутиравме и слушнавте може би одблиску за воената вежба која што во моментов се одржува на војниот полигон Кривола, какви армии ќе учествуваат, што тоа значи за Македонија во ребрендирањето или во околу Кривола, што се случува во Европа, безбедноста, но и пошироко. Ви благодарам за вниманието, на вам ви препорачувам да го заследите YouTube каналот на Слободен печат и да читате Слободен печат. Пријатно од мене.